објавува својот карактер со разни имиња. Сега да речеме ќе прочитам јас неколку имиња Божји кои се јавуваат во Стариот Завет, за да го опишат Божјиот карактер. Например, Јехова Шама е Бог етаму. Ама слушнете добро и запамтете. Јехова Шама, Господ се објавувал во Стариот Завет како Јехова Шама. Јехова Шама на тој јазик е Бог таму. Јехова Шама, Бог е таму. Значи Бог е таму или Бог е таму присутен. Бог е таму. Бог е присутен таму. Пример се јавувал како Јехова Ниси. Бог е моето знаме. Господ се објавил како Бог е моето знаме. Знаме. Бог е моето знаме. Господ во Стариот Завет се објавил како Јехова Ниси. Јехова Ниси, Бог е моето знаме. Понатаму Јехова Јире. Јехова Јире или Бог е снабдител. Господ се објавил како Бог снабдител. Како Бог што ти снабдува. Јехова Саваот, значи Бог над војските. Значи кога оделе во војна, Бог им помагал и затоа им се открил и рече јас сум Бог над војските. Кога во пустина нема храна, Бог им рекол Јехова Јире, јас сум Јехова Јире, значи Бог снабдител. Он им обезбедил храна во пустината.